Почитувани, задолжувањата на државата стана секојдневие, а тројката Заев, Филипче, Дончев се синоним за расипништвото и за криминалот во здравството. Јавните здравствени институции деновиве се задолжуваат како никогаш досега на примарно, на секундарно, до терцијално ниво. Сето ова го прават на крај на годината, кога треба да се реализирани плановите за јавни набавки, или можеби не успеале да испланираат добро. Ова го прават и во период кога според политичкиот договор на 3 јануари Заев си оди од премиерската фотелја, започнува техничката влада, започнува период кога на 12 април треба да има избори. Од тука министерот за здравство Венко Филипче треба да даде одговор дали е запознаен со овие јавни набавки. Понатаму, зошто сега и што се набавува, освен нели она што е неопходно за пациентите да добијат соодветна услуга. Трето, дали е ова само план како парите да завршат во джебови на блиски на СДСМ? Тенденцијата на задолжување во јавните здравствени институции е факт, но факт е и дека тие не водат кон подобрување на услугите и на условите кои што треба да ги добијат граѓаните во јавниот здравствен сектор. Во здравствените установи нема столчиња каде да седнат пациентите кои чекаат преглед, нема грејење, пациентите носат од дома дури и пижами, ако треба да лежат во болница. Нема чаршафи на креветите. Со еден збор не добиваат никакви услови. Очигледно дека се задолжуваат и дека парите се користат за шминка и за глас плюс во изборни цели. Зоран Заев и Венко Филипче, освен спорните набавки, почитувани деновиве на големо се ангажирани и во незаконска трансформација на работен однос на лица ангажирани во Министерството за здравство. ВМРО ДПМН од тука ги предупредува сите раководители во здравството дека за сите незаконски действија кои што ќе се преземат и кои што ќе бидат направени во предстојниот предизборен период, одговорност ќе има и одговорност ќе се сноси. Сите постапки ќе бидат разгледани и ќе се преземат мерки против сите оние на кои партиските наредби од Заев и од Венко Филипче им биле поважни од законите на Република Македонија. Машинеријата на СДСМ се подготвува за избори и тоа со својата добро позната криминогена пракса. Граѓаните тоа го гледаат и тоа ќе му пресудат на 12 април 2020 година на следните избори. Ви благодарам.